Македонски светители. Месец април. Света маченица Матрона Солунска. Се празнува на 9. април Нов стил или 27. март Стар стил. Света Матрона била слугинка на една еврејка по име Павтила, сопруга на солунскиот командант на императорските војски. Нејзината господарка ја принудувала да отстапи од христијанската вера, а бидејќи таа не се покорувала, еврејката жестоко ја мачела. Светата Матрона често добивала многу рани од неа, но ревносно издржувала се заради Христа и тајно одела во црква. Еднаш Павтила, откако дознала дека Матрона била во христијанска црква, и рекла: "Зошто не отиде во нашата синагога, туку отиде во христијанска црква?" Блажената Матрона смело одговорила: "Бидејќи Бог е присутен во христијанската црква, но тој отстапи од еврејската синагога. Затоа не одам во синагога, туку во црква." Тогаш Павтила уште повеќе се налутила, безмилосно ја претепала света Матрона и откако ја врзала, ја затворила во темен ормар. Но утрото светата била пронајдена како го слави Христа, со Божја сила ослободена од заврзаните јажиња. И повторно еврејката ја претепала со тврди жили, речиси до смрт. А потоа ја врзала уште поцврсто, ја заклучила во темниот ормар и ги запечатила вратите за никој да не може да влезе кај неја и да ја ослободи. Во таков затвор света Матрона, укрепена од Бога, останала 4 дена без храна и пиење. После тоа, откако Павтила ги тргнала печатите и ги отворила вратите, ја нашла Матрона повторно ослободена од нејзините врски, како стои на молитва. Паѓајќи во страшен бес, еврејката безмилосно почнала да ја тепа Матрона со дебели стапови, а кога таа веќе едва и дишела, ја затворила во истиот ормар, каде што набрзо маченицата го предала својот дух на Бога. Жестоката еврејка го фрлила телото на светата Матрона од нејзиното високо живеалиште. Христијаните го подигнале многострадалното тело на светата Матрона и со почести го погребале. Потоа Александар, епископот Солунски, изградил црква во име на маченицата, каде што ги положил нејзините чесни мошти. Мачителката Павтила набрзо го доживеала заслужениот Божи суд. На самото место каде што го фрлила телото на света Матрона од високиот зид, таа самата потоа, случајно слизнувајќи се, паднала и со трагична смрт ја испуштила својата бедна душа. Света маченице Матрона Солунска, моли го Бога за нас. Света Лидија Македонска. Се празнува на 9. април Нов стил или 27. март Стар стил. Света Лидија е камен темелник на црквата во македонскиот град Филипи. Таа е прва личност, македонка, која што била крстена од страна на светиот апостол Павле на европско тло во Македонија и затоа се прославува како прва христијанка македонка во Европа. Била богата и побожна жена, омажена во градот Филипи, а потекнувала од малоазиска провинција, од градот Тијатир, кој бил македонска колонија. Лидија била продавачка на порфир, скапоцени црвени ткаенини кои се изработувале во Азија, а во Европа ги користеле за своите богати облеки. Градот Тијатир бил проучен по бојатисувањето на ткаенините со природни црвени бои на порфирот. Лидија тргувала со порфирот кој што бил употребуван за благороднички облеки, бидејќи во Филипи имало воени ветерани и градот бил богат. Свети апостол Павле се сретнал со македонката Лидија
неколку дена по пристигнувањето во македонскиот град Филипи. За неговото доаѓање во Македонија во Светото писмо читаме: Преку ноќта имаше Павле видение. Стоеше пред него еден човек, македонец, кој го молеше и му велеше: Премини во Македонија и помогни ни. Апостолот Павле тогаш се наоѓал во Троада и веднаш го послушал повикот во видението, па понатаму читаме: И така, откако отпловивме од Троада, стигнавме прво во Самотраки, а во вториот ден во Неапол, а оттаму во Филипи, кој во тој дел на Македонија е прв град, римска колонија. Филипи се нарекувал римска колонија, зашто по поразот на македонската војска во 168 година пред новата ера од римјаните, овој град имал посебен статус, колонија на Август Јулиј. Инаку, првата средба на свети апостол Павле со македонката Лидија е детално опишана во делата апостолски од светиот апостол Лука. Во саботата излеговме надвор од градот при една река, каде што има обичај да се молат, и кога седнавме, им зборувавме на собраните жени. И една богобојазлива жена од градот Тијатир по име Лидија, која продаваше црвени ткаенини, слушаше. И Господи го отвори срцето да внимава на она што зборуваше Павле. Кога се покрсти таа и незините домашни, не замоли и рече: Ако сте ме признале за верна на Господа, тогаш влезете и живејте во мојата куќа. И не принуди. Од описот на оваа средба јасно се согледува познатото македонско гостопримство, посебно изразено во зборовите «не принуди». Тоа до денешен ден се пројавува во македонскиот менталитет на принудување на гостинот да јаде и пие од се што ќе му се принесе и да се чувствува како дома. Света Лидија и незиното семејство, како и домот на затворскиот стражар, пред кого по молитвите на светите апостоли Павле и Сила се извршило чудото на отворањето на затворот во Филипи, како што е опишано во делата апостолски, се првите николци на Христовата црква на македонска почва, која оттогаш, низ многу страдања и искушенија, со векови принесува изобилен духовен плод по сите македонски краишта, по молитвите на светите апостоли и на оние што по нивните зборови се обраќале во Христовата благодат. Светата Лидија останува првата македонка и првата европска жена што го примила христијанството, а црквата во градот Филипи, односно Македонија, првата христијанска црква во Европа. Света Лидија Македонка, моли го Бога за нас. Свети пречистански преподобномаченици, евнуви, пајси и аверки се празнуваат на 9 април Нов стил или 27 март Стар стил. Кон средината на 16-тиот век, монашкото братство од манастирот во убедение на Пресвета Богородица Пречиста во Кичево станало вистинска утеха и крепост за напатениот македонски народ кој страдал под тешко османлиско робство. Гласот за нивната слава и духовна сила доприли до злонамерните агарјани, па тие на 27 март 1558 година со сета своја јарост се упатиле кон Светата Богородична обител. Браќата заедно со присутните мирјани биле собрани, како и обично, во храмот на заедничка литургија. За време на херувимската песна, отец Аверки, кој морал да исполни некое послушание надвор, втрчал во храмот и известил дека кон манастирот се приближува многоброен насилнички османлиски аскер. Тогаш преподобниот старец Евнуви, заедно со уште двајца монаси, пајси и аверки, подготвени да примат маченички венец, останале во манастирот, а останатите монаси и мирјани заминале во шумата и таму пронашле безбедно место за да ја довршат литургијата. По службата, откако се увериле дека агарјаните биле заминати, монасите се вратиле и тука затекнале страшна и тажна гледка.
Все je bilo uništeno, hramot bil во plamen, a na местото Господинец близу манастирската чешма лежеле телата на тројцата маченици. Откако непоколебливо одбиле да се приклонат кон иноверното учење и пред разбеснетите агаријани ја исповедале својата силна вера во Спасителот Христос, тие биле страшно измачувани и примеле маченички венец со отсекување на нивните божествени глави. Сите селани од околните села се собрале за да ја споделат болката со осиротеното и обездомено братство. Притоа, со стравопочит и солзи во очите, тие им се поклонувале и ги целивале светите преподобномаченици. Но тагата се преплетувала со радост заради стекнувањето на тројца нови застапници за народот пред Бога. Со силното молитвено застапништво на светите тројца преподобномаченици и под покровителство на Пресвета Богородица, светата обител не се распуштила, туку продолжила со својата монашко-просветна дејност. Така, за 6 години бил созидан нов храм од камен. По молитвите на светите преподобномаченици Евнуви, Пајси и Аверки, Господи Исусе Христе, Боже наш, чувај нашата татковина Македонија и спаси ги нашите души, дарувајќи ни голема милост. Амин. Свети Петар Мегленски се празнува на 10. април, Нов стил, или 28. март, Стар стил. Свети Петар Мегленски бил свештенослужител, следбеник на епископот Мегленски Иларион, кој се борел против еретиците во Меглен во втората половина на 12. век. Петар бил познат како доблесен, благороден, кроток и целомудрен човек како никој друг. Под раководство на свети Иларион достигнал висок духовен степен и уште за време на својот живот се здобил со слава на праведник. Пред својата смрт, свети Иларион го препорачал како свој намесник во монашкото братство во манастирот Свети Апостоли, а по неговото упокојување во 1164 година, свети Петар го наследил како игумен на манастирот. Под негово раководство манастирот процветал. Меѓутоа, по неколку години дошло до конфликт со некои монаси кои биле незадоволни од строгиот ред во манастирот, па дури и до појава на еретици. Светиот Петар, кој имал добар карактер, го поучувал своето стадо и избегнувал конфликти, но бунтовните монаси останале непопустливи. Тогаш свети Иларион Мегленски им се јавил на сон, ги осудил нивните беззаконија и го вратил редот во манастирот. Според некои извори, се смета дека токму свети Петар Мегленски бил автор на првото житие на светиот Иларион Мегленски. Свети Петар Мегленски, моли го Бога за нас. Свети Никита Серски се празнува на 17. април, Нов стил, или 4. април, Стар стил. Свети Никита се родил во денешна Албанија, а имал македонско потекло. Се подвизувал на Света гора во рускиот манастир Свети Пантелеймон, каде што бил јеромонах. По некое време се оддалечил во скитот Света Ана заради подвиг на безмолвие и пост. Сакајќи да го прими маченичкиот венец, Свети Никита се решил да пострада како исповедник за Христа. За таа цел ја напуштил Света гора и дошол во градот Серес, во манастирот Свети Јован Претеча. Пристигнал на Велики понеделник и откако се причестил со светите Христови тајни, на Велика среда се упатил кон џамијата Ахмед Паша, каде што живеел исламскиот учител заедно со своите ученици. Таму го фатиле и го затвориле. Следниот ден, на Велики четврток, градскиот бег уредил соочување на Никита со најсилниот исламски вероучител
и со сите образовани ревнители за исламот. Свети Никита ги посрамил сите нив, а за Мухамед отворено рекол дека е измамник и ѓавол во тело. Заради тоа бил подложен на секакви измачувања. Ноздрите му биле горени со свеќи, на главата му бил ставен усвитен железен венец, под ноктите му биле набиени игли, а потоа бил обесен со главата надолу и горен. Вечерта на Велика сабота, Свети Никита бил осуден на смрт и веднаш обесен. Пред извршувањето на пресудата, Свети Никита на сите им простил и од сите побарал прошка. Таа ноќ, жителите на градот виделе голема светлина во целата околина каде што пострадал Светиот Никита. На христијаните дури 3 дена подоцна им било допуштено да го погребаат. Еден солунски трговец не сакал да го почитува Свети Никита за светител и маченик, бидејќи Никита самиот ги беше предизвикал тие страдања. Но на сон му се јавил Христос, уверувајќи го да не се сомнева во светоста на маченикот Никита. Оците од манастирот Свети Пантелеймон, откако разбрале за ова страдање на Свети Никита, му составиле служба. Светиот маченик Никита пострадал на 17. април 1808 година. Свети маченику Никита Серски, моли го Бога за нас. Свети Теон Солунски се празнува на 17. април Нов стил или 4. април Стар стил. Нашиот богоносен отец Теон живеел во 16. век. Најпрво се подвизувал во манастирот Пантократор во Света Гора. Потоа, откако ја засакал тивката молитвена подвижничка тишина, му се придружил на Свети Јаков Иверски, кој во тоа време се подвизувал во Иверскиот скит на Свети Јован Претеча. Кога божествениот Јаков отишол во светот да го проповеда Словото Божјо, Теон го придружувал и не се одвојувал од него се до неговото мачеништво. По многострадалната смрт на својот старец, Свети Теон станал старешина и пастир во манастирот Света Анастасија, близу Солун. А потоа, бидејќи веќе бил познат како човек со свет живот, бил поставен на митрополитскиот трон во Солун. Мудро управувал со стадото Божјо за спасение на многумина. Починал мирно во 1545 година. Неговите свети мошти се уште почиваат нераспадливи во споменатиот манастир Света Анастасија. Свети Теон Солунски, моли го Бога за нас. Свети Агатопод и Свети Теодул се празнуваат на 18. април Нов стил или 5. април Стар стил. Во времето на безбожните цареви Диоклецијан и Максимијан, во Солун живееле двајца богоугодни службеници на тамошната црква, кои се викале Агатопод и Теодул. Агатопод бил старец, а Теодул бил убав млад човек, чтец и потекнувал од христијанско семејство. Тој имал тројца браќа по име Капитон, Митродор и Филосторгиј. Во тоа време царот објавил наредба за прогон на христијаните, доколку не сакаат да ги прифатат паганските верувања. Ваквата наредба стигнала и во Солун, каде наместник бил Фаустин. Недолго потоа, на гледалиштето во Солун биле поставени справи за мачење, наменети за оние кои не сакале да се починат на оваа наредба. Тогаш некои христијани се откажале од Христа и заради страф од краткотрајните мачења се определиле за вечен оган. Други христијани се притаиле, но некои смело се спротивставиле на ова безумие, јавно изјавувајќи дека остануваат верни на вистинскиот Бог. Такви биле и Свети Агатопод и Свети Теодул.
Тие отворено велеле дека се христијани и заради тоа набрзо биле одведени на суд пред наместникот Фаустин. Тој прво се обидел да ги придобие со нудење на разни привилегии и подароци, но тие не сакале ни да слушнат да се откажат од Христа. Потоа Фаустин се послужил со измама. Прво го испрашувал свети Теодул, а откако видел дека тој не попушта, го повикал насамо свети Агатопод и го излажал дека свети Теодул наводно изјавил дека се откажува од Христа. Но свети Агатопод не поверувал на овие лаги и почнал да го разобличува верувањето во паганските богови. Тогаш наместникот наредил да бидат затворени. Во затворот свети Агатопод и свети Теодул преобратиле во Христовата вера мнозина затвореници. Главниот судија на Солун го известил наместникот за ова и му рекол дека овие двајца христијани потхитно треба да бидат погубени, зашто и во затворот ја шират својата вера. Наместникот многу се налутил и наредил повторно да ги доведат пред него. Повторно се обидел да ги принуди да се откажат од Христа, заканувајќи им се дека ќе ги убие. Но тие рекле дека се радуваат на маченичката смрт, затоа што таа ќе ги овенча со вечна слава. Светите маченици повторно биле затворени, а потоа уште еднаш биле изведени на суд, пошто биле осудени на смрт. Нивното сурово убиство безбожниците го извршиле така што прво им ги врзале рацете, а потоа околу вратовите им врзале тешки камења, а така ги фрлиле во морето. Пред да бидат погубени, свети Агатопод и свети Теодул се помолиле на Христа. Подоцна морето ги изфрлило нивните чесни тела и тие биле достојно погребани од христијаните. Пострадале во 303 година. Свети маченици Агатопод и Теодул, молете го Бога за нас. Упокојување на свети Методиј Солунски. Се празнува на 19 април Нов стил или 6 април Стар стил. Свети Методиј и неговиот помлад брат свети Кирил, односно Константин, се македонци, родени и пораснати во Солун, Македонија. Потекнувале од угледно солунско семејство. Нивни родители биле Лав и Марија. Свети Методиј најпрвин служел, како и неговиот татко, во воен чин и бил владетел во едно од кнежествата на Македонската, така наречена Византијска империја. Откако останал таму околу 10 години, согледувајќи ја светската суета, свети Методиј решил да се замонаши во еден од манастирите на планината Олимп. Во 859 година, свети Константин, братот на свети Методиј, бил испратен од македонскиот император Михаил III на својата прва мисија кај сарацените во Сирија. Таму успешно ги проповедал христијанските догми и ја бранел Христовата вера. Откако се вратил, се повлекол кај својот брат свети Методиј на Олимп, поминувајќи извесно време во непрестана молитва и читајќи ги делата на светите отци. Во 862 година, по иницијатива на цариградскиот патриарх Фотиј и со огромна поддршка на царот Михаил III, светите Константин и Методиј биле испратени од Македонија кај хазарите на Кримскиот полуостров на брегот на Црно море. Меѓу хазарското население имало евреи, муслимани, христијани и пагани, многобожци, така што тие немале официјална религија. Задача на браќата во оваа дипломатска и верска мисија во хазарскиот каганат била да го утврди христијанството на оваа територија. Во оваа мисија на Крим, браќата ги откриле и моштите на папата Климент I Римски и со верски почести ги положиле во црквата Свети Димитри во градот Херсон. Дел од моштите понеле и со себе. По успешната мисија кај хазарите, браќата биле испратени во нова мисија кај аланите во градот Фула, на источниот брег на Црно море. И оваа мисија успешно ја завршиле, покрстувајќи голем број пагани.
Конкретно 862 година, моравскиот кнез Ростислав побарал од македонскиот император Михаил III да му испрати способни христијански учители за заштита на народот од влијанието на германското свештенство и германските мисионери. Така, во 863 година, императорот Михаел на мисија во Велика Моравија ги испратил светите Константин и Методий. Целосно подготвени за предстојната мисија, браќата тргнале со група своји избрани ученици и со голем број црковни книги на изворен македонски јазик, кој во тоа време бил разбирлив за сите словенски народи. Во Моравија биле дочекани со голема радост и почести. Напреку потоа отвориле училиште, во кое подготвувале свештенослужители и учители за западните словенски народи. Меѓутоа, уште од самиот почеток, нивната дејност наишла на силен отпор кај германските свештеници, кои жестоко се бореле против воведувањето на словенскиот, односно македонскиот јазик во богослужбите и ги обвинувале дека шират туѓа ерес. Сепак, светите браќа успешно извршувале својата мисија цели 5 години, а потоа се упатиле кон Рим за да го докажат своето правоверие пред папата. За делото и големината на браќата Константин и Методи дознали кнезот Коцел од Панонија, кој ги повикал да им помогнат на панонските словени против германизацијата. Свети Константин и Методи останале во Панонија 6 месеци и во тој период го ширеле христијанството и писменоста кај тамошното население. Оттаму, преку Венеција, отпатувале во Рим. Во Рим браќата со големи почести биле примени од папата Адријан II. Нему му ги предаде моштите од свети Климент I, папа римски. Поради мудроста и пожртвуваноста на Константин и Методи, поради нивната мисија за ширење на христијанството и поради честа која му ја направиле на починатиот папа Климент I, папата Адријан II го признал делото на македонските црковно-просветни дејци како богоугодно и ги осветил словенските, односно македонските црковни книги. Потоа сесрно одобрил во Велика Моравија и Панонија да се богослужи на македонски јазик. Во Рим Константин тешко се разболел. Се замонашил во февруари 869 година и по 50 дена починал. Непосредно пред смртта го примил монашкото име Кирил. Пред да се упокои, свети Кирил го задолжил својот брат свети Методи да продолжи со нивното заедничко дело, просветлувањето на словенските народи со светлината на вистинската вера. Свети Методи го молил римскиот папа да дозволи телото на неговиот брат да биде погребано во неговата родна земја Македонија, но папата одлучил моштите на свети Кирил да останат во Рим. Така, неговото тело со високи верски почести било положено во црквата Свети Климент во Рим, каде што се наоѓа до денешен ден. По смртта на свети Кирил, папата по барање на словенскиот кнез Коцел го испратил свети Методи во Панонија, ракополагајќи го за архиепископ на Моравија и Панонија, на древниот престол на светиот апостол Андроник. Во Панонија, свети Методи заедно со своите ученици продолжил со богослужење, како и со пишување и преведување книги на современ, словенски, односно македонски јазик. Ова повторно ги разгневило германските епископи кои го осудиле на заробеништво во Швабија, каде што претрпел многу страдања 2,5 години. Ослободен по наредба на папата Јован VIII и вратен на архиепископскиот престол, свети Методи продолжил да го проповеда Евангелието меѓу словените, а го покрстил и чешкиот принц Боривој и неговата сопруга Људмила, која подосна била канонизирана за маченица, како и еден од полските принцови. Овде, во последните години од својот живот, свети Методи со помош на своите ученици го превел на современ словенски јазик целиот Стар Завет, освен макавејските книги, како и Номоканот, правилата на светите оци, и светоотечките книги, односно Старечникот. После долги години на ревностна мисионерска и просветителна дејност,
Изнемоштен од постојаниот силен притисок од страна на германското свештенство, Свети Методи почувствувал дека се ближи крајот на неговиот живот. Пред да се упокои, го посочил својот ученик Гораст како свој достоен наследник. Свети Методи го предвидел денот на својата смрт и се упокоил на 19. април 885 година на возраст од околу 60 години. Инаку, овде е важно да се спомне дека мнозинството житија напишани за светите Кирил и Методи кои денес се среќаваат, содржат премногу грешки. Така, например, јазикот од кој свети Кирил и Методи и нивните ученици ги преведувале црковните книги не бил никаков грчки, туку дијалект на древномакедонскиот пелазгиско-протословенски јазик, што црквата во Македонското царство го употребувала во богослужбите, но по подолг многувековен изминат период, во некои делови од пространата Македонска империја, народот не го разбирал добро, како денес, например, црковнословенскиот. Тоа всушност бил јазикот на кој од давнина зборувале македонците во областа Мореја и е познат како морејски или егејски. Арапите, познати денес како грци, го презеле од македонците и почнале да го користат овој јазик дури по нивното доселување во Мореја. Тие го презеле писмото од древномакедонските феникијци. Навистина, илузорно е да се тврди дека во Македонското царство, тендициозно наречено Византија, се зборувало на грчки, кога е факт дека во неговите граници немало така наречени грци, односно арапи, освен во неколку мали приморски делови во најјужниот дел од полуостровот во Мореја. Всушност, до првите децении на 19. век не биле познати лексичките форми од типот грк, грци, Грција или грчки. Исто, погрешна е информацијата дека пресвети Кирил и Методи и глаголицата која составиле, подоцно реформирана во кирилица од светиот Климент, македонскиот народ немал писменост. Нашиот народ одамнина користел модифицирана верзија на древното феникијско македонско писмо црти и рецки, од која многу подоцна, со некои додатни модификации, се образува кирилицата. Денес постојат многу артефакти и научни докази кои го потврдуваат ова. Да, низ вековите нашиот јазик и азбуката претрпувале измени и реформи. Но факт е дека јазикот е жива материја и постојано се менува и усовршува. Најдобар пример за тоа е колку денешниот македонски јазик се променил низ вековите во однос на црковнословенскиот, односно старомакедонскиот, па и денес црковните книги се преведуваат од црковнословенски на овој наш современ македонски јазик. Светиот Методи се празнува неколку пати во годината. Покрај денот на неговото упокојување, 19. април, Светата православна црква со особена чест го празнува и на 24. мај, заедно со неговиот брат Свети Кирил, како и на 9. август, заедно со Светиот Кирил и нивните ученици Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангелари, како свети седмочисленици. Свети Методи Солунски, моли го Бога за нас. Свети ѓакон Никола се празнува на 22. април, нов стил, или 9. април, стар стил, заедно со светите маченици Рафаил, Ирина и другите со нив. Свети Никола бил родом од Солун, син на богати родители кои го пратиле на школување во Франција, каде се запознал со архимандритот Рафаил од Итака. По замонашувањето добил ѓаконска хиротонија. Светите ѓакон Никола и архимандрит Рафаил биле дел од групата клирици кои остро се спротивставиле на срамната Флорентинска унија, заедно со свети Марко Ефески, неговиот брат Јован и Георги Схолари под остежниот селенски патриарх Генадиј. Кога папскиот кардинал Исидор служел литургија во Света Софија во Цариград, на која пред царот Константин биле прочитани одлуките на соборот од Фиренца, кој се одржал 1438-1439 година,
Свети Рафаел и Никола одбиле да присуствуваат и да сослужуваат. Заради тоа, царот ги протерал од Цариград. По патот на Цариград во 1453 година, заедно со група бегалци отишле на островот Митилина, односно Лесб, кој се уште не бил освоен од турците. Свети Рафаел и Свети Никола се населиле во манастирот на Рождество на Пресвета Богородица, близу селото Терми. На Велики вторник, 1463 година, турски војници го нападнале селото. Селскиот учител Теодор и семејството на кметот Васили заминале да се скријат во манастирот, а останатите селани заминале по планините. На Велики четврток, по литургијата, агаријаните дошле до манастирот, го врзале игуменот Рафаел за дрво и почнале да го измачуваат. На 9 април, светол вторник, му ја одсекле главата со пила преку вилицата. Светиот ѓакон Никола, видно потресен од маченичката смрт на својот духовник, почнал од срцев удар по кратко измачување. Пострадала и ќерката на кметот, 12-годишната Ирина, која била измачувана пред очите на нејзините родители и најпрво ѝ била одсечена десната рака, а потоа живо ја запалиле во глинен сад. Учителот Теодор бил обезглавен, а били измачувани и погубени и останатите присутни христијани. Подоцна нивните тела биле чесно погребани во близина на манастирот, кој бил разрушен и спален од турците. Споменот за мачеништвото на овие свети христијани со текот на времето исплетел. Меѓутоа, кај местното население останал благочестивиот обичај да служат света литургија секој светол вторник покрај разрушениот манастир. Од време на време, многу христијани и турци имале и видение на монах со кадилница. Во 1959 година, таму бил изграден параклис и бил пронајден дел од благоуханите мошти на Свети Рафаел. На тоа место биле пронајдени ракописни евангелија и Христова икона. Потоа на повеќе локални жители почнале да им се јавуваат светите маченици заедно или посебно. Тие им ги откриле своите имиња и начинот на кој пострадале. Свети Рафаел го открили местото каде била закопана неговата чесна глава. Моштите на светиот ѓакон Никола Солунски биле пронајдени на 13 јуни 1960 година. Гробот и моштите на света Ирина, потемнети од огнот, биле пронајдени откако светите маченици го посочиле местото каде се закопани во 1961 година. На ова место биле пронајдени и моштите на игуменијата Олимпија, која маченички пострадала во 1235 година при напад на пирати. По молитвите на светите маченици Рафаел, Никола и Ирина се случиле бројни чудесни исцелувања. Многу очајни пронашле утеха, а многу неверници и отстапници се вратиле во спасителното крило на црквата. Светата православна црква го празнува споменот на овие свети маченици на 22 април, како и на светол вторник секоја година. Свети маченици Никола, Рафаел и Ирина, молете го Бога за нас. Свети Јован Солунски се празнува на 24 април Нов стил или 11 април Стар стил. Свети Јован бил роден кон крајот на 8 век. Во младоста станал ученик на монахот Григори Декаполит и примил монашки чин од него во Солунскиот манастир. Под раководство на својот искусен учител, Свети Јован постигнал високо духовно совршенство. Кога императорот Лав Ерменецот продолжил со прогонството на православните христијани поради почитувањето на светите икони, монахот Григори Декаполит, заедно со монахот Јосиф Песнописец и со својот ученик Јован,
тргнал од Солун за Константинопол да се спротивстави на иконоборната ерес. Неколку години и покрај гонењето, светите Григори и Јован бестрашно го бранеле православието, проповедајќи го почитувањето на светите икони. По многу трудови, околу 820 година се упокоил монахот Григори, а набрзо по него и неговиот верен ученик Јован се представил во Господа. Монахот Јосиф песнописецот ги пренел моштите на светите Григори и Јован во црквата што е изградил во чест на свети Николај Чудотворец. Свети Јован Солунски, моли го Бога за нас. Света Антуса се празнува на 25 април, нов стил, или 12 април, стар стил. Света Антуса била ќерка на македонскиот император Константин Петти Копронин. Иако татко ја убедувал да се омажи, таа не сакала. Кога татко и починал, таа им го растала својот имот на сиромашните, на црквите, добротворните установи и манастирите. Така оваа блажена девица станала мајка на сирачињата и заштитничка на вдовиците. Царицата Ирина, сопругата на Лав IV, братот на Антуса, неколку пати ја молила Антуса да владее заедно со неа, но таа не сакала. Додека живеела во царската палата, носела царски облеки, а под нив ласаница. Храната й била испосничка, а пиењето само вода. Низините очи биле секогаш полни со солзи. Молитвата и пеењето на псалмите биле постојано во нејзината уста. Подоцна станала монахиња, а примила подстриг од светиот патриарх Тараси. По замонашувањето, таа никогаш повеќе не го напуштила манастирот. Таму не пропуштила ниту една богослужба, никогаш не била мрзелива, ниту ја занемарила молитвата. И пред се, нејзината смиреност била неизмерна. Им служела на сите сестри, ја чистила црквата, носела вода, на трпезата никогаш не седела и ги прислужувала другите. Откако го поминала својот живот од такви богоугодни дела, блажената Антуса отишла кај Господа со своите добродетели во својата 52 година. Починала на 25 април 811 година. Света Антуса, моли го Бога за нас. Свети апостол Аристарх се празнува на 28 април, нов стил, односно на 15 април, стар стил, заедно со апостолите Буд и Трофим. Како што јасно пишува во делата апостолски, Свети Аристарх бил македонец, родом од Солун. Станал ученик на Свети Павле, веројатно во 54 година, кога апостолот за прв пат го посетил Солун, и оттогаш Аристарх бил негов постојан придружник и земал активно учество во проповедничкото дело на апостолот меѓу незнабожците. Во 56 година, Свети Аристарх заедно со Свети Павле бил во Ефес. Престојот на апостол Павле со своите сотрудници во овој град траел околу 2 години, така што проповедта за Господ Исус Христос ја слушнале сите жители на Асија. Бог правел многу чуда преку рацете на Свети Павле и Словото Божјо растело со голема сила и се умножувало. Гледајќи таков просперитет на црквата Христова, Свети Павле веќе размислувал да го напушти Ефес и да замине прво во Ерусалим, а потоа во Рим, кога одеднаш во Ефес настанал значителен бунт против патот Господов на извесен златар по име Димитри, кој правел сребрени статуи на Артемида и на занаечиите им носел значителен профит. Под маската на побожност, обид за заштита на нивниот роден култ и славата на Божицата, Димитри собрал многу занаечии и толпа народ
кои исполнети со гнев против апостолите, почнале да викаат фалејќи ја божицата Артемида и ги извлекле Павловите сотрудници, македонците Гај и Аристарх, на плоштадот. Тогаш некој Александар, избран од народот да се обрати на толпата, со својот мудар говор успел да го распушти собирот и бунтот престанал, а Аристарх и Гај биле ослободени. По смирувањето на народните немири, свети апостол Павле, давајќи им упатства и збогувајќи се со своите ученици, отишол во Македонија. Кога заминал во Асија, апостолот повторно бил придружуван од свети Аристарх заедно со Сосипатар, Секунд и други од апостолите. Во делата апостолски не е напишано кој го придружувал свети Павле во Ерусалим, но веројатно меѓу неговите придружници бил и свети Аристарх. Сушност, свети Јован Златоуст, во 11-тиот говор за посланието до Колосјаните, пишува дека свети Аристарх не само што бил со апостолот Павле во Ерусалим, туку заедно со него бил и заробен од евреите, а го придружувал и во Кесарија и во Рим, а последново е потврдено и од свети Лука во делата апостолски. Свети Лука јасно кажува дека меѓу затворениците кои го придружувале свети Павле во Рим на судење пред императорот Нерон, бил и Аристарх. Тој пишува: се качивме на Адрамитскиот кораб со намера да пловиме во близина на азиските места. Со нас беше Аристарх, македонецот од Солун. Така свети Аристарх го споделил со свети Павле и опасното патување преку Медитеранот до Рим, после кое стотникот му ги предал на гувернерот затворениците донесени од него од Кесарија. Меѓу нив, без сомнение, бил и свети Аристарх. За време на двегодишниот престој во Рим, свети Павле напишал неколку посланија, меѓу кои посланието до Колосјаните, а во овие посланија испраќа поздрави од Аристарх, нарекувајќи го свој созаробеник. За пребивањето на Аристарх во Рим со апостол Павле за време на неговото прво заробување, се спомнува и во посланието до Филимон, каде што и Аристарх именуван заедно со другите Павлови созаробеници, кои свети Павле уште ги нарекува и сотрудници. Од насивот сотрудник јасно се гледа дека Аристарх му помагал на свети Павле во проповедањето на Божјото Слово во Рим. По ослободувањето од робство на свети Павле, без сомнение и свети Аристарх добил слобода и веројатно го придружувал апостолот на неговите проповеднички патувања, но неговото име повеќе не се сретнува во новозаветните книги и неговите активности се делумно непознати. Според црковното предание, свети Аристарх постанал епископ на градот Апамеја од Сирија, кој се наоѓа на 13 милји јужно од Антиохија, каде што апостол Павле бил по враќањето од Ерусалим. Назначувањето на Аристарх за епископ на Апамеја ја потврдува предпоставката дека Аристарх бил заедно со апостол Павле во Ерусалим. Според други извори пак, свети Аристарх бил поставен за епископ на Солун, неговиот роден град. Сушност, во списокот на солунските епископи, објавен во 1901 година во Русија, стои дека првиот епископ на Солун бил токму свети Аристарх. Македонскиот апостол Аристарх маченички пострадал заедно со свети Павле во 67 година во Рим. Неговиот спомен се празнува на 28 април, заедно со апостолите Трофим и Пуд, како и на 17 јануари, како еден од светите 70 апостоли. Свети апостол Аристарх, моли го Бога за нас. Светите деви маченици Агапија, Ирина, Хионија и оние што пострадале со нив. Се празнуваат на 29 април Нов стил или 16 април Стар стил. Сестрите Агапија, Хионија и Ирина биле ќерки на богат и влијателен жител на Солун и живееле за време на владењето на Диоклецијан. Во 304 година,
царот изда указ со кој целосно се забранувало чување на Светото писмо. За да ја зачуваат својата вера, сестрите побегнале од градот и отишле на една висока планина, каде што почнале да го поминуваат животот во молитва. Тие телесно живееле на врвот на планината, а нивните души постојано биле во рајот. Еден ден, војниците на царот го откриле заслоништето на светите девојки и насилно ги донеле заедно со другите христијани, Касија, Филипија, Евтихија и еден млад човек по име Агатон, кај владетелот на Македонија по име Дулкитиј. Тој грубо ги пречекал со овие зборови: "Безумници, колку е глупава вашата неподготвеност да се покорите на наредбите на божествените цареви и цезари." Потоа го прашал Агатон: "Зошто одби да го јадеш месото што им се принесува на боговите, како што прават сите побожни луѓе?" "Затоа што сум христијанин," одговорил Агатон. Сртувајќи се кон Агапија, Дулкитија запрашал кои се нејзините верски убедувања. Младата девојка одговорила: "Верувам во живиот Бог и не сакам да ја осквернам мојата чиста совест." Потоа владетелот ја запрашал Ирина зошто не ги послушала наредбите на царевите, а таа одговорила: "Од страв од Господа." Хионија одговорила на ист начин, Касија рекла дека едноставно сака да си ја спаси душата, Филипија изјавила дека повеќе би прифатила смрт, отколку да се допре до месото приготвено за идоли. Истата цврстина ја покажала и Евтихија, но бидејќи била во 7-миот месец од бременоста, судијата наредил да биде испратена во затвор. После тоа тој повторно започнал со испрашување, обидувајќи се да ја убеди Агапија да се согласи. Таа се спротивставила велејќи: "Не смееме да му се подчинуваме на сатаната. Нема да можете да ја промените мојата одлука, таа е непоколеблива." Дулкитиј прашал: "Кој ве втурна во оваа непромисленост?" "Семоќниот Бог и неговиот единороден син, нашиот Господ Исус Христос," одговорила Хионија. Заклучувајќи дека повеќе не може да направи ништо, владетелот ја објавил следнава пресуда: "Ги осудувам Агапија и Хионија да бидат живи запалени, затоа што со богохулна упорност се спротивставуваат на наредбите на нашите августи владетели, а исто така јавно ја исповедаат порочната религија на христијаните, од која се гнасат сите праведни луѓе." Што се однесува до Агатон, Ирина, Касија и Филипија, тие ќе бидат затворени поради нивната млада возраст. Ден по погубувањето на двете маченици, Ирина повторно била изнесена пред судот, бидејќи кај неа биле пронајдени христијански книги, а таа одбила да каже кој ги дал. Дулкиција се заканувал со смрт, но и ветил дека ќе го спаси животот, доколку се согласи да принесе идолска жртва и да го изеде жртвеното месо. "Никогаш," одговорила Ирина, бидејќи вечно мачење го чека оној што се одрекува од Словото Господово, кое ни заповеда да го сакаме до смрт. Токму затоа повеќе би сакале да бидеме живи запалени, отколку да одстапиме од Светото писмо. После продолжително испрашување, при кое Христовата слугинка покажала храброст на вистински воин, владетелот наредил да ја соблечат облеката и да ја стават во блудилиште. Но благодатта на Светиот Дух ја заштитувала девицата Христова и никој не се осмелил да ја прииде, ниту да ја се обрати со навредливи зборови. Таа била вратена кај Дулкици, која прашал: "Дали се уште настојуваш во своето безумие?" Ирина се спротивставила: "Не во моето безумие, туку во верата во вистинскиот Бог." "Ќе ја добиеш соодветната казна за твојата дрскост," ветил владетелот. Тој ја напишал следнава пресуда: "Бидејќи Ирина одбива да ги почитува декретите на императорите и да принесува жртви, а исто така настојува во исповедањето на христијанската вера, наредувам да ја запалат жива како нејзините сестри." Следниот ден војниците ја однеле на издигнато место
каде што претходно биле убиени нејзините сестри. Тие запалиле оган и наредиле самата маченичка да влезе во пламенот. Со пеење на псалми и славење на Бога, Ирина влегла во огнот, принесувајќи се себе си како жртва на Бога за благопријатен мирис. Така трите сестри примиле маченички венци во април 304 година. Подоцна, во нивна чест, била подигната црква пред зидините на Солун, веројатно на местото на нивното мачеништво или погребување. Свети маченици Агапија, Ирина и Хионија, молете го Бога за нас. Свети Кипријан Слепченски се празнува на 30 април, нов стил, или 17 април, стар стил. Светиот маченик Кипријан бил игумен во манастирот Свети Јован Претеча кај Слепче. Во времето кога заради гревовите човечки Бог допуштил агарјаните да завладеат со балканските земји, една група нивни арами ја нападнале славната слепченска обител на чесниот Претеча на Велики четврток во 1780 година. При тоа свирепо го мачеле игуменот Кипријан и го гореле по целото тело, а тој пак, подкрепен од Христа, храбро застанал како столб и подкрепа на доверената му обител, одбивајќи да отстапи пред заканите на иноверните. Оставајќи го полумртов, разбойниците зеле се што било вредно во манастирот. Храбриот пак Кипријан, по тридневното страдање, маченички се упокоил на Великден во 1780 година. Се претпоставува дека кога пострадал бил на возраст од околу 60 години. Игуменот Кипријан бил погребан во дворот на црквата во Слепче. Инаку, се до 19 век, манастирот во Слепче бил познат книжевен и преведувачки центар. Овде книжевната дејност се појавила уште во 11 век и 8 века се создавале вредни ракописи. За жал, овој вреден скрипториум бил разграбен во 19 век, а ракописите однесени во Русија, Србија, Бугарија и на други места. Свети маченику Кипријан Слепченски, моли го Бога за нас.